Почитувани присутни, почитувани представници на медиумите, би сакал да го отворам овој форум организиран од страна на ВМРО ДПМН во насока на реформите во социјалната политика со посебен акцент на вработувањето и мерките за вработување кои што се дел од програмата на владата на Република Македонија и од оперативниот план за вработување. На денешниот форум организиран од страна на ВМРО ДПМН присуствува подпредседателката на Собранието на Република Македонија, госпоѓа Светлана Јакимовска, директорот на јавното предпријатие за стопанисување со македонски шуми господин Жарко Караджовски, директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија господин Владко Поповски и представник од Сдруженијето на самохрани мајки. Како вовед можеме да кажеме слободно дека во изминатите години се реализираат голем број на реформи и проекти за подобрување на актуелната состојба во Република Македонија. Голем број на проекти за кои што нема доволно време да се зборува, меѓутоа можат да се споменат позначајните, како што е воведувањето на минималната плата, покачувањето на пензиите, обезбедување на дополнителни поволности за пензионерите во насока на бесплатно банјска рекреација за 5000 пензионери годишно, бесплатен летен одмор за децата од семејствата кои што се наоѓаат во социјален ризик и на децата без родители, големиот број на проекти кои што се спроведени за подобрување на децата кои што се без родителска грижа во насока на обезбедување на дополнителни средства за продолжување на нивното високо образование, обезбедување, односно решавање на прашањето поврзано со нивното домување, исто така создавање на услови за нивно вработување и голем број на останати проекти, како што е изградба на голем број на градинки, решавањето на статусот на волонтерите во градинките, изминатиот период регулиране статусот на повеќе од 250 луѓе и останати проекти во насока на зголемување на паричната помош на лицата кои што се наоѓаат во социјален ризик, на социјалната парична помош, постојаната парична помош, воведувањето на додаток за мобилност од 7000 денари за лицата со инвалидитет, поточно на слепите лица и лицата со 100% телесен инвалидитет и така натаму. Посебно во насока на проектите и реформите кои што се однесуваат на вработувањето во Република Македонија, кои што се спроведуваат согласно оперативниот план за активни мерки за вработување, како и програмските документи на владата на Република Македонија, односно програмата за работа, националната стратегија за вработување, националниот акционен план за вработување, акцискиот план за вработување на млади лица, националната стратегија за заштита од семено насилство и така натаму. Како што знаете, еден од најголемите приоритети на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и на владата на Република Македонија е подобрување на областа на вработувањето на младите луѓе, меѓутоа и на оние кои што подолг временски период се без работа. Од таму произлегува и оперативниот план за вработување. Од тука во планот за 2013 година обезбедени и испланирани се околу 554 милиони денари за активните мерки за вработување, преку кои што се планира да се заокружи една бројка од повеќе од 10.000 луѓе кои што ќе се вклучат во овој процес како невработени лица и кои што на некој начин ќе се создадат услови и можности за нивно вработување, меѓутоа исто така и за обука на невработените лица за стекнување на дополнителни вештини, знаења и искуства како да основаат бизнис
како да почнат самостојно да работат и на некој начин како да најдат работа. Бидејќи повеќето од вас и прилично помлади, јас би сакал да истакнам дека вработувањето во секоја земја е проблем и дека вработувањето во Република Македонија не е едноставна работа. Меѓутоа, и како млади луѓе, едноставно не треба сите да чекаат и да се надеваат дека системот ќе обезбеди доволно работни места за да се вработат сите млади луѓе. Од тука треба максимално сите да се посветат во насока на нивно обучување, нивно образовање и на стекнување на дополнителни способности, да се размислува во насока на претприемништво и како може да се развие мал бизнис. Оперативниот план за активни мерки за вработување дава доволно начини за основање на мали предпријатија, исто така и за самовработување. Би сакал сите млади луѓе во Република Македонија, меѓутоа и сите граѓани, почесто да се информираат за активните мерки кои што се реализираат преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, за кои што и директорот би кажал по-конкретни начини за нивно информирање, како да стапат во контакти на некој начин, како да се информираат за можностите кои што самата држава и самиот систем ги дава. Целите на оперативниот план, како што кажав, се и обезбедување на услови за вработување, меѓутоа и стекнување на знаење и искуства и подготовка за вработување на граѓаните во Република Македонија. Во таа насока, во однос на проектите и програмите кои што се насочени за директно вработување на граѓаните во Република Македонија кои што се невработени, би споменал неколку накратко позначени проекти, како што е програмата за самовработување, поддршка која што се дава од прилика 200.000 денари во вид на грант, од кои околу 90% се за купување на опрема и репроматеријали, а останатите 10% од оваа сума се за обезбедување на дополнителна обука, која што е задолжителна и преку која што лицата кои што ќе аплицираат за оваа програма ќе можат да се стекнат со искуство и во соработка и со Агенцијата за претприемништво да изработат бизнис план за тоа како би се развил нивниот бизнис, за кој што и ќе земат грант од околу 200.000 денари. Исто така тука и субвенционираното вработување, при што оваа програма е за веќе постоечки бизниси и се дава финансиска помош од 13 до 17.000 денари бруто месечна плата за период од 6 месеци за ангажирање на невработено лице, при што фирмата која што ќе го ангажира невработеното лице има обврска да го задржи на работа уште 12 месеци, што значи вкупно 18 месеци. Би го споменал и субвенционирањето за вработување на деца без родители, кое што им дава можност на оние деца кои што се без родители, а се над 18 години да се вработат, при што од страна на државата, односно Агенцијата за вработување на Република Македонија се исплаќа во целост платата за една година, а за наредната година се исплаќа во целост платата со придонесите во износ од 50%. Исто така би ја споменал и финансиската поддршка за мали и микро бизниси. Од финансиска поддршка од вкупно 92.000 денари кои се даваат на мали и микро предпријатија за ангажирање на невработено лице од евиденцијата на невработени во Агенцијата за вработување. Од вториот дел од оперативниот план, како позначајни мерки и актуелни, за кои што и во наредниот период ќе има дополнителни огласи и повици за ангажирање на лица, би ги споменал. Во вториот дел од програмата се офатени фактички подготвувањето за вработување пред се на младите луѓе во насока на стекнување на дополнителни вештини. Од тука би ја споменал и програмата за практиканство,
кое што во оваа година, преку кое што оваа година ќе можат да се ангажираат повеќе од 250 млади луѓе до 27 години, при што ќе им се исплаќа износ од 6200 денари месечно, плюс персонален данок и плюс осигурување за време на работата. Преку оваа мерка младите луѓе едноставно во текот на летниот период ќе можат да аплицираат и да се стекнат со вистинска пракса за тоа како се работи и како се одвиваат сите процеси во работата и ќе се стекнат со искуство кое што ќе им помогне понатаму во постапката за нивно вработување. Исто како позначајна мерка во овој втор дел од оперативниот план и би го споменал обуките за IT вештини. Се работи, IT вештините се едноставно луѓето што познаваат IT вештини се дефицитарен кадар во Република Македонија. Голем број на млади луѓе се на некој начин често работат со компјутери и се заинтересирани за IT вештините и од тука преку оваа програма за обука за IT вештини се овозможува стекнување на дополнително искуство за една работа која што е дефицитарна во Република Македонија и преку која што обука ќе им се овозможи на младите луѓе за полесно да се стекнат со работа. Во однос на она што е тековно и вчера вклучително и излезе оглас, тоа е за огласот за кредитирање со самовработување. Постапка за која што се обезбедени или пак програма за која што се обезбедени повеќе од 5000, тоест 5 милиони евра и преку која што ќе можат да се на некој начин да се создадат услови да се вработат повеќе од 1500 луѓе. Ако земеме со една едноставна математика да се израчуна, се работи за оглас кој што ќе заврши во текот на овој месец и преку кој што ќе може да се добијат средства за отварање на мали бизниси, за оние кои што се со до 3 вработувања се обезбедуваат средства од 3000 евра за секое вработување. За оние што се поголеми бизниси се обезбедени дополнителни средства, односно за основачот на фирмата 5000 евра и за секое ново вработување до 3000 евра, со вкупен износ до 17000 евра. Програма која што е особено битна и важна за развојот на малите предпријатија кои што има доста добри услови, се дозволува грант, односно се дозволува период од една година во која што не се враќаат средствата и не се плаќа камата, а потоа каматата во наредните години изнесува само 1%, што значи е доста добра за развој на претприемништвото и за развој на малите бизниси. Подетално за оваа програма ќе ви каже директорот на Агенцијата за вработување. Во однос на огласот за практиканство ќе излезе наредната недела, како што разговаравме со директорот на Агенцијата за вработување, така да би сакал да ги информирам сите млади луѓе во Република Македонија дека ќе имаат можност да аплицираат на овој оглас и би сакал исто така да ги мотивирам да го направат тоа со цел да се стекнат со дополнително искуство и со реална пракса за работа. Има уште еден, кога веќе станува збор за вработувањето, уште еден оглас, односно за 1600 вработување од лицата од ранливите категории. Оглас кој што се уште е во тек, односно завршува на 29 јуни, кој што е предвиден за 4 категории на граѓани кои што се наоѓаат на некој начин во социјален ризик. И токму тука е директорот на
Јавното предпријатие за стопанисување со македонски шуми, преку кој што и се реализира овој оглас за 1600 вработувања на лица од ранливите категории. Токму тој е присутен тука да каже конкретно за што се работи, како се одвива постапката до сега, колкава е заинтересираноста и исто така да ги мотивираме граѓаните да аплицираат на овој оглас кои што ги исполнуваат критериумите и да се надеваме дека и ќе дадеме се од себе во рамките и на критериумите кои што се определени, во рамките и на комисиите кои што се определени, да влезат на вистина оние најзагрозени случаи кои што им е неопходно да добијат работа и преку кои што и би се решил проблем на голем број на семејства кои што се наоѓаат во реално највисок степен на социјален ризик. Би сакал да му дадам збор на директорот на Јавното предпријатие за стопанисување со македонски шуми, господинот Караджовски, за и поконкретно да даде податоци за реализацијата на овој оглас за вработување на лица од ранливите категории. Ви благодарам. И јас благодарам за дадениот збор. Ќе се потрудам да бидам поконкретен во однос на што е можеби 3 недели, можеби неосигурно 3 недели веќе јавноста во Република Македонија е доста заинтересирана во делот на 1600 вработувања, која постапка или оглас или вработување е започната и трае во Јавното предпријатие Македонски шуми. Значи, огласот е објавен на 22 мај, сега сме 15 јуни, тоа значи уште една недела и завршува огласот. Со оглед да траеше 30 дена, односно трае 30 дена, уште ни предстои тоа наредна недела. Заинтересираноста е огромна, значи, доста е голема. До вчера, значи, со оглед да денеска е неработен ден, до вчера имавме вкупни 15.600 апликации. Ако ви кажам дека во денот доаѓаат по 1200 до 1300 апликации по пошта, а на лице место па минимум едно 300-400, и тоа беа спречени, да не речем, овие врнежи и дождови кои што на некој начин влијаат да се донесат лично. Сето тоа укажува дека во наредниот период, значи од понеделник па ова наредна недела, дека бројката секако ќе надминеме над 25.000 апликанти. Јас во мои изјави кажав дека очекувам да достигнеме и 30.000, бидејќи е наредната недела, нели, имаме еден празник во петок, така да ќе бидат сабота па недела, ние сите тие апликации кои што ќе бидат пратени, нели, по пошта во четвртокот кој е работен ден, а доаѓаат во тие наредни денови, ќе ги разгледуваме во понеделникот после празникот, односно после таа недела, што значи дека ништо чудно да ја достигнеме и бројката од 30.000. Сега тука се отвора неколку прашања. Дали оваа бројка, да речеме, од 30.000 граѓани покажува дека толку се семејства или толку граѓани се од ранлива категорија, да ги наречеме, или социјална категорија, од она што можам да ви го кажам, бидејќи во исто време ние како ги примаме апликациите во Македонски шуми, така и ги евидентираме, внесуваме во компјутер и ги разврстуваме според оние критериуми кои што ги бараме согласно огласот, према образование и така натаму, Така да можам одма да кажам тука дека бројката од 30.000, предпоставената бројка од 30.000 лева, конкретно од 15.600, до овој момент е бројка која што во најчест случај можеме да ја поделиме на 3, затоа што има доста дупли апликации, да речеме едно лице аплицира за сите 4 критериуми. Или едно семејство, значи стои во самиот оглас дека нели, ќе се вработуваат и многу детни семејства со повеќе членови, со малку примања и така натаму. И имаме случаеви, не случаи, каде што цело семејство доаѓа и сите аплицираат поединечно. И ако му кажуваме дека, и ако ги советуваме дека нема потреба од сета таа работа, и дека сите во тоа семејство сигурно не може да најдат работа, него дека еден од тоа семејство, кој што ќе аплицира, ќе најде работа, бидејќи тој критериум му овозможува да најде работа. Кога веќе правам односно кога разговарам за критериумите, јас не е досадно да се повторат и не е на одмет да се кажат уште еднаш. Значи, кои се
се барани занимања и кои се професиите кои што ќе влезат на работа во македонски шуми. Значи, првата категорија се помошници работници. Тука влегуваат сите кои што се со неквалификувани, полуквалификувани, квалификувани и високо квалификувани кадри, или кажано сите оние кои што немаат ни средно образование, но имаат ваква квалификација. Таа бројка е 976 лица вкупно. По секоја од позициите, имаме 4 категории. Тоа се долгорочно невработени лица, кои во континуитет повеќе од 10 години бараат работа, односно се невработени. Потоа лица со многодетни семејства, самохрани родители и еднородителски семејства и невработени семејства, лица од семејства каде нема ни еден вработен. Значи, тоа се 4 критериуми во секој од овие работни места кои ги бараме. Значи, во ова прва која кажав, кај неквалификаните за секоја од ова позиција која што кажав, по 244 лица, што значи вкупно 976. Второто работно место се референти. Тука вкупно 472, од каде што по секој од овие претходно спомнати категории по 118 лица, а тука доаѓаат образование средна стручна спрема како најниска, па до највисоко виша школска подготовка, која на некој начин е задначена со средното. И третата категорија се соработници или советници, вкупно 152, по 38 од секоја категорија која што претходно ги наброив. Тука влегуваат лица со високо образование. Значи, под високо образование се подразбира се природни, општествени науки и така натаму. Значи, не е ограничен избор. Најчести поставувани прашања ми се каква категорија на луѓе се јавуваат на оглас. Јасно е дека најголем број од апликантите се оние кои што припаѓаат на оваа прва барана позиција, помошници работници, бидејќи ако ги гледате и статистичките податоци, тоа е и најголема категорија на луѓе кои што не се вработени, но не е слаб интересот ни на оние со високо образование. Потоа, второ прашање кое се наметнува и често пати поставува прашање, дали има интерес. Значи, и зошто на што се базира тој интерес која луѓето аплицира. Значи, не е интересот само тоа што ја велам дека е висок интересот, што значи не кажува тоа дека се само причина дека се луѓето невработени, затоа што има многу огласи кои ќе прочитате ваме наму, па на нив не се јавуваат, него овдека е интересот голем пред се заради тоа што во многу наврати е кажано, укажано, јас се користам приликата и овде да кажам дека изборот на сите оние кои што ќе влезат во таа 1600 бројка, кои што ќе бидат вработени, ќе се врши исклучиво правично и праведно, врз основа на овие критериуми кои што ви кажав и врз основа на бодирања по позиции, каде што највисока позиција или најмногу бодови се 50, најмногу се 20, зависно од се она што во огласот е напишано. Тоа ќе се врши на професионален начин, значи компјутерски, се ќе биде евидентирано, че има комисии формирани од Владата на Република Македонија, од нас како јавно предпријатие, Министерството за труд и социјална политика, Агенција за вработување, Управа за јавни приходи, значи многу институции кои што по службена должност ќе ги проверуваат сите апликации, бидејќи ние во апликациите не бараме никакви документи, освен два, фотокопија од документ за завршено образование и уверение за државјанство. Сето другото ќе се проверува по професионална, односно по службена должност. Зошто тоа го направивме? За да не ги ограничиме граѓаните да губат време во вадење документи, туку да им дадеме простор на вистина да аплицираат. Кога тоа се осети и почувствува кај граѓаните на Република Македонија, од тука дојде изголемениот интерес, бидејќи секој се надева, се огледа, го чита и гледа како и во јавноста нели сите изјави што се кажуваат и се надева дека при еден таков реален избор ќе се случи она што се очекува од сите нас. И втора работа која што зошто ги мотивира граѓаните, или можеби зошто Владата на Република Македонија се повела. Па оваа категорија на граѓани многу пати во многу, значи сега имаме приватен сектор кој што објавува конкурси, бара вработувања, значи вака или онака, или самата економија или самата економска клима во Република Македонија на некој начин ги обесправува овие граѓани. Од тука, бидејќи Владата на Република Македонија и самата држава е социјална,
Значи мора да води сметка за оваа категорија луѓе и не случајно ги зеде на еден ваков начин со своја програма која што владата на Република Македонија се донесе на својата седница, преку која што е задолжено јавното претпријатие да ова сето го реализира. Значи, овие се неколку работи кои што се вака битни. Ќе напоменам уште нешто, бидејќи јавноста треба да знае. Кај многу проявуваше, значи, луѓе кои што беа заинтересирани да коментираат, проявуваше една од каде ќе се најдат средства. Значи, дали има средства, дали оваа некоја мерка која што ја правите само, нели, да се правили така натаму. Значи, средства се обезбедени, јавното претпријатие Македонски шуми направи свој ребаланс на својот буџет. Средства се обезбедени од 3 милиони евра или 150 милиони денари во рамките на буџетот на јавното претпријатие, а тие средства, неколку пати кажувам и сега ќе го повторам, се средства кои што Македонски шуми ги даваше до сега за надворешни извршители, значи не луѓе кои што се вработени во Македонски шуми, надворешни извршители, приватни фирми кои што учествуваа на тендер и ја работеа основната дејност во претпријатието. Ова вработување, овие 1600 луѓе, па и сите да останат во Македонски шуми, е изработена една долгорочна стратешка позиција и програма со која што ќе кратиме како претпријатие од сите оние трошоци кои што сме ги давале на годишно ниво за надворешни извршители, а тие средства што во текот на годината да ги плаќаме на надворешните, ќе ги пренаменуваме на вработуваните не само по оваа категорија, може во виднина ќе се случуваат и други. Токму тука е битната работа која се прави. Токму од тука се приметува и гледа дека не е ова популистичка мерка, тука е потполно економски оправдана. Секако дека врз основа на програмата на владата ќе дадеме приоритет како претпријатие на сите оние позиции кои што владата ќе ги побара со превземање, а она што ќе остане или она за кое што ќе имаме директна потреба во договор со владата, нели, на Република Македонија, ќе го задржиме во самото јавно претпријатие. Во иднина очекуваме, доколку јавното претпријатие продолжи да работи како што работи ве 4 години со добивка успешно, значи ги сервисира сите обврски, плаќа плати, придонеси све живо, да во иднина ние како јавно претпријатие, нели, вработуваме по ова категорија, значи не само по програма на влада за ваква категорија, туку и нормални профили кои што ќе зависат од процесот на работа во јавното претпријатие. Јас имам толку, не би должел, доколку има прашања, сум спремен тука да одговорам. И благодарам, би сакал да му дадам збор на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, господин Владко Поповски. Чест сум тука на овој форум. Имам да ја појаснам неколку работи, бидејќи министерот го фатил во глобала оперативниот план на владата и оно што агенцијата и основна дејност, односно проведирање на вработувања и можност за давање на работни места на невработените лица, односно на оние што има потреба да им помогнеме во делот на зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот преку оние обуки кои ги проведираме. Во веќе 5 години Агенцијата за вработување ја промовира мерката самовработување со кредитирање. Лани доживеа мала реконструкција, односно малку ги подобривме и ги подредивме некои работи во оваа мерка. Од ланската година имаме два начина на кредитирање, односно за две групи на идни компании. Тоа се првата група се за мали компании кои се бават додатно трговијата, услугата или поточно бизнисот мал обем, каде што даваме максимум до 9000 евра, но тука има дополнително за сите оние кои што се корисници на паричен надоместок или користеле од паричен надоместок постов на стечај, ликвидација или технолошки вишок, да добијат дополнителни 1000 евра. Така да сумата може да се зголеми до 12.000 евра, односно сите тие лица да добијат дополнителни 1000 евра врз само на тој услов. Вториот дел е делот за поголеми бизниси. Јас во последно време доста го промовирам овој дел за сите оние кои што се индивидуални земјоделци, кои што според новиот закон за земјоделие и рурален развој од октомври месец ќе имат големи бенефиции ако се здружени во задруги. И ова е еден начин да 5 земјоделци се здружат и да формираат таква една компанија од типот на земјоделска задруга, нормално може да дополнат се други луѓе, да се земат
максимален износ за првиот 5.000, односно 17.000 евра, доколку не се од групата на стечајци, ликвидација или технолошки вишок. Ако се од таа група, тогаш уште дополнително 1.000 евра за секој, односно 22.000 евра. Кај вториот дел е добро тоа што рокот на враќање е 5 години, а првата година е грес период. И тука останува условот само од 1% камата годишно. Значи, тоа е една вид на позајмица која се враќа за 5 години, дури ни сумата е зголемената сума за камата е дури невидлива, да кажем. Битно е да се каже дека овој кредит, оваа мерка се обезбедува со жирант, рачна залога или хипотека. Значи, тоа се воспоставува во банките. Значи, од вчера е отворен конкурсот, секој заинтересиран на нашиот веб портал и во нашите центри за вработување може да подигне прво литература, што е бизнис план, како се пополнуваме, на еден примерок кој што го направивме за сите, да им биде појасно што треба да напишат во секоја графа, а воедно го имаме и малиот бизнис план како примерок во кој што треба да пополните информации. И апликацијата во кој што се окружува за кој тип на кредитирање се работи, значи за помалиот обем или за бизнисот поголем обем. За сите нејасноти што ги имате, слободно прашајте во центрите за вработување. Имаме луѓе кои се задолжени за оваа мерка и точно ќе ви објаснат што, како, на што треба да се внимава, да не брзате и така натаму. Битно е да се каже дека за прв пат имаме точно рокови во кои треба да ги обработиме овие кредити, така да сите оние што ќе аплицираат на овој оглас ќе го добијат договорот најдоцна со 20 јули. Значи сите проверки со АППРМ, бодување, сите тие работи ќе го добијат договорот со 20 јули и веќе од 20 јули ќе бидат препратени договорите до банките и банките ќе ги повикуваат, значи следствено сите луѓе врз на нивното место на живење. Значи, сработуваме со две банки, тоа се Тутунска и Охридска банка, но не можете да одите сами, туку тие ќе ве повикаат врз на распоред што го прават, за да имате доволно време да ви кажат условите како се обезбедува самиот кредит. Битно е да се каже дека ние ќе направиме на само место проверка на она што сте го напишале во бизнис планот, што ќе напишат граѓаните и ќе дадеме бодовна салдо за секоја позиција посебно, но ние не го даваме целото бодовно салдо. Значи ние даваме врз основа на увид, а АППРМ дава врз основа на бизнис идеја и она што е изработено во бизнис идејата. Ние даваме максимум 45 поени, а АППРМ дава 55 поени. Подосна управниот одбор на проектот ги одлучува со која најниска бодовна салдо ќе биде дозволено да се кредитира некој бизнис план. Ги повикувам исто така и младите, бидејќи од наредната недела излегува огласа за практиканство. Значи битно е да се каже дека можат да учествуваат само оние невработените млади лица, значи што се изјаснети за активни барачи на работа. Значи мора да го напомнам тоа. Значи ќе можат да учествуваат само оние кои што пред денот на огласот имаат статус невработено лице или лице кое што активно бара работа. Оние што се во групата на други лица кои што бараат работа и се приват на 6 месеци, не ќе може да учествуваат на овој оглас. Затоа што би било нефер ако им дозволиме да го променат статусот за оние што се јавуваат на месец дена, а овие што јавуваат на 6 месеци да го променат и да учествуваат. Веднаш после тоа излегува и огласот за обука за познат работодавач, каде што се опфатени сите други невработени лица кои што сакаат и имаат потреба преку обука да се вработат, ама тука доаѓа и повикот и до работодавачите, кои што не може да добијат соодветна работна сила со соодветни квалификации, дека преку оваа обука може да се обезбедат соодветна работна сила. И кај ова мерка обуката трае 3 месеци и после третиот месец работодавачот треба да избере најмалку 50% од вкупно обучуваните лица и да ги вработи најмалку 12 месеци. Кај практиканство немаме ваков услов, но досегашното искуство покажува дека околу 50% од вкупниот број на практиканти останале да работат во компанијата кај што биле на практична работа или пак во друга слична компанија каде што подоцна им понудиле работно место. Мора да го напоменам тука и обуката за побарувани вештини на пазарот на трудот. Тоа се вештини кои што ние секоја година преку анкета ги утврдуваме врз на побарувањата на работодавачите, ги гледаме колку такви лица имаме во системот на пријавени невработени лица и оценуваме кои обуки ќе ги правиме во текот на таа година. Ние го објавуваме огласот, заинтересираните невработени лица се пријавуваат и врз на заинтересираноста ние склучуваме договор со провајдери, претежно се училишни центри или приватни компании кои што имаат лиценца за обука и лицата одат на обука 2+2, односно 2 месеци
теориска обука и 2 месеци практична работа, при што добиваат на крајот диплома, сертификат за завршена успешно обука и со тој сертификат може да конкурираат на работни места кои што бараат такви пропозиции или такви занајати. Има уште многу да се зборува за оперативниот план. Битно се напомне дека оперативниот план е поделен на 2 дела, значи мерки кои што се за невработените, директно за невработените, и мерки кои што се за работодавачите да вработат невработени лица. И мерки кои што се за зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот. Така да, ако има подетални прашања за секоја мерка, ќе одговорам, бидејќи ако ви нафрлам многу информации, ќе ве збунам и за секоја мерка ќе добиете различни перцепции. Благодарам. Секогаш и во иднина овие форуми, според мене, а верувам дека и според многу други граѓани на Република Македонија, се еден значаен сегмент за да можат да се запознаат со или пошироките проекти на една власт, или со, како што конкретно денеска имаме и со еден проект кој што е многу голем проект, започнат, а кој што сте немале можност и голем дел и од оние кои што денеска не присуствуваат на овој форум, немале можност да се детално информираат за истиот. Она што на почетокот сакам да го кажам, дека можеби и од присутните ќе се запрашаат што сега на овој форум за одредена тема присуствува пратеник, значи дел од законодавната власт, кој што проект го спроведува исклучиво извршната власт. Веднаш ќе ви кажам дека и од самото излагање ќе видите дека навистина пратеникот како избран од граѓаните, кој што најдиректно го има линкот со граѓаните, има доста информации од моментот кога самата влада го најави овој проект, што сака да го спроведува, па се до објавувањето на огласот, средбите со граѓаните од општината од кај што доаѓам, а и средбите со граѓани од целата изборна единица 1, бидејќи во таа изборна единица го имам добиено мандатот, се категорички позитивно прифатени овој проект. Значи, не најдов на граѓанин кој што искажа негативно за овој проект. И можам да кажам дека прв пат се случува во независна Македонија со еден оглас да можат да се вработат таква бројка, значи конкретно бројка од 1600 лица. Имаме огласи со одредена бројка многу помала. Ова е прв пат што се случува и што ја спроведува владата на Република Македонија за вработување на една голема бројка на невработени лица од најранливата категорија. Јас ке го охрабрам Министерството за труд и социјална политика, предводено особено од министерот господинот Диме Спасов, да секој пат ќе ја имаат поддршката од пратениците, значи линкот од граѓаните, и во секој момент за нивното понатамошно работење на било кој проект, дали ќе се работи понатаму и за оваа најранлива категорија или за другите категории на невработени лица, тука сме да им помогнеме, односно да им ги пренесеме ставовите на граѓаните во која насока тие размислуваат за решавање на одредените проблеми од областа на Министерство за труд и социјална политика. Да не забораваме, бидејќи тоа е едно од најбитните министерства во секоја држава, вклучително и кај нас во Република Македонија, така да, министре, ја имате поддршката секогаш и во секој момент на секој проект кога ќе работите, да го пренесеме ставот на граѓаните. Не значи тоа дека секогаш е можно да се рефлектира било преку законски измени или носење на нови закони, можеби е со подзаконски акти, можеби па и некој не ќе можат во таа форма, но секогаш ќе го имаат она размислување кое што е за таа одредена конкретна тема. Можам да кажам во овој момент дека ВМРО-ДПМН и до сега, бидејќи форумов на почетокот и министерот кажа дека и во организација на ВМРО-ДПМН се залагало и ќе се залага да за најранливите категории, кои што денеска и конкретната тема, помага во доменот, се разбира, на институциите на државата, секогаш и во различни форми. Било тоа со донесување на закони кои што ги има мноштво од оваа област,
тука е Законот за работни односи, Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, Законот за социјална заштита и понатаму има и уште многу други, но тука ќе застанам во тој дел. Би сакала да кажам дека она што навистина треба да се поздрави и што јас на почетокот од моево излагање и го изнесов дека е поздравено од мноштво на граѓани кои што доаѓале во мојата канцеларија или во парламентот додека сме биле на работа, е позитивно да вие со еден оглас опфатите невработени лица кои што во континуитет се 10 години без работа, да опфатите лица на самохрани родители или еднородителски семејства, да опфатите невработени семејства каде што ни еден во семејството не работи, или пак да опфатите многу детни семејства, е сепак голем проект и мораме да сите искажеме навистина голема поддршка за сите учесници кои што и директорот ги спомена, кои што ќе учествуваат во финалниот дел за вработување на оние лица кои што аплицирале. Се разбира, слушнавме ние многу огромна бројка, се очекува да биде таа бројка уште поголема. Се надевам дека ќе има, нормално и дека ќе има некои разочарани кои што ќе сметале дека требало да бидат, а не биле, но со она што беше најавено за транспарентната постапка, ќе се види дека навистина ќе се даде приоритетот на правите лица и тие ќе го добијат она место кое што навистина им е потребно за екзистенција во животот за себе и за своите блиски. Она што сакам да го споделам со вас е дека и сите мои колеги кои што се пратеници од власта, со кои што имав контакти во овие изминати денови од објавувањето на огласот, всушност тие имале контакти и со самата најава на оваа програма во своите изборни единици, значи на целата територија на Република Македонија. Одговорно ви тврдов, не наидов на некој да искаже некаков сомнеж или нешто во смисол негативно да каже на еден ваков проект, кој што јас навистина се гордеам, кој што ќе помогне, нема да го реши сигурно статусот на сите тие лица, но ќе помогне на еден дел од овие најранливи категории на лица, но јас сум убедена дека ќе продолжи оваа влада преку своите институции, надлежни институции, да на сличен, ако не ист, начин се интензивира помошта на овие лица да си го решат својот статус. Тука беше изнесено и од претходните говорници, почнувајќи и од министерот, завршувајќи до говорникот пред мене, односно директорот на Агенцијата за вработување, затоа што јас навистина знам каква е таа работа, бидејќи во еден изминат период и јас ја вршев таа функција што сега тој ја врши. И верувам дека ќе заеднички, се разбира и со ваша помош, кој што вие заедно имате линк како невработени лица со Агенцијата за вработување, со невладините организации, ќе можеме да сите, секој се разбира во својот сегмент, помогнеме на ова што завистина е обврска на една држава. Јас не би должела тука, бидејќи законодавната власт е во тој дел поврзана и обврзана, меѓутоа на крајот уште еднаш ќе се заблагодарам за она што бев поканета да учествувам на овој форум и навистина вие, министре, како најповикан за водење на ова министерство, секој пат ќе имате поддршката, онаму каде што ќе оцените дека е потребно, тука сме да ви помогнеме за насоката на невработените од сите категории во Република Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам, подпредседателке. Сега би сакал да дадам збор на представникот од Сдруженијето на самохрани мајки во Република Македонија. Уште од 2001 година самохран родител и се уште невработена. Овде сум во името на сите членови на Сдруженијето на самохрани родители од Неготино, Надеж, и пред се би сакала да ја поздравам иницијативата на владата на Република Македонија за вработување на 1600 лица од социјално загрозените категории. Нас лично во Сдруженијето, а верувам и на останатите сдруженија, пред се на самохраните родители, особено не радува овој гест, што конечно некој се сети и на нас.
секој родител, значи не постои родител кој не би сакал и не се бори да му обезбеди најдобро на своето дете, но сепак можностите се сосема нешто друго. Постојат и ситуацијата во двородителските, значи каде што се присутни двајцата родители, е многу полесна, но сепак и тие наидуваат на проблемот без работицата. Кај нас е уште потешко, затоа што ние имаме улогата на двајцата родители, и на мајка и на татко. Се до извесен период, пред се ние самохраните родители, да не речам мајките, бевме гледани со подруги очи. Кој нас се гледаше као, да не речам, малку со поголема иронија. Но денес владата со овие и слични мерки кажа дека сепак не е се така, дека некој се сети на нас. Државата е тука и не обезбедува здравствена заштита, социјална помош, детски додаток и слично, но самите тие увидоа дека сето тоа не е доволно. Па тоа, како доказ на тоа се 400.000 вработувања на самохрани родители. Ова е еден голем гест, значи, каде што се дава шанса, прилика на секој од нас да аплицира, да си го најде своето место. Секој да може да му обезбеди од нас барем она минималното на своето дете за подобра иднина и да го изведе на прав пат. Јас не знам што друго би кажала, освен едно, стварно благодарам и на владата и на министрите за ваквата одлука. Се надевам дека ова нема да биде последно, дека ќе има многу слични вакви иницијативи и проекти, а исто така се надевам дека овој пример на владата на Република Македонија ќе го следат и приватните сектори и тие би излегле во пресрет. Благодарам. Благодарам. Дали имаме прашање? И од медиумите и од присутните. Јас имам едно прашање до господинот Караджовски. Рековте дека до овој момент имате вистината 15.600 апликации, очекувате повеќе. Може да ми кажете дали превладува дискусијата 15 млади и од возраст? Значи, ако скоро сите популации, значи млади, стари, средни години се подеднакво. Не би ги делал сега по националности, по не знам што, но интересот е голем од сите аспекти. Значи. Ова нова мерка за кредитирање што треба да се огласат, што треба да се реализира, односно се огласи утре. Спомнавте најмногу 5 земјоделци можат да земат да се здружат и тоа е најмала број. Не, тоа е максимум. 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 Значи јас го давам како пример, пошто во корелација на новиот закон каде што се дава можност на здружување на повеќе земјоделци во едно здружение во кое што ќе имаат поголеми поволности од државата и ќе бидат по, да кажеме, конкурентни на пазарот при продажбата на нивните производи или при набавка на репроматеријали, сидбени, семења и така натака. И добиваат од човек минимум по 3.000 евра, околу 100.000 евра ако се... Да, носителот добива 5.000 евра, секој нареден по 3.000 евра, и ако се од групата технолошки стечај или ликвидација, уште плюс 1.000 евра за секој. И инвалиди. Инвалиди. Не, само јас. Врска со 2600 вработени. Дали сите ќе бидат вработени во македонски шуми или во други институции во шумата? Значи сите ќе бидат во прв момент сите ќе бидат вработени во македонски шуми. Значи работниот однос согласно овој оглас ќе биде засниман во македонски шуми, а потоа врз основа на оваа програма која што е кажуваме овдека и врз основа на оние податоци кои во моментот се работат по министерства и јавни и други државни институции, и врз основа на таа потреба која ќе произлезе во меѓувреме, ќе бидат превземани од страна на, да кажам, владата на Република Македонија. Онаму каде што има Онаму каде дефицит, што има- во оние предпријатија и институции државни ќе се направи превземање на вработените од јавното предпријатие Македонски шуми. Со цел да се пополни недостатокот на работни места во останатите институции. Дали има други прашања?
Ако немам, би сакал да ви се заблагодарам на вашето присуство на форумот организиран од страна на ВМРО.